Што е тоа deepfake и теорија на заговор? Како новите технологии ги шират лажните вести? Какви штети нанесува говорот на омраза? За ова ќе зборуваме во петтиот и воедно последен дел од видеокурсот за медиумска писменост, продуциран како дел од проектот Младинска медиумска лабораторија, кој се реализира во рамките на регионалната програма Нашите медиуми, акција на граѓанското општество за поттикнување на медиумска писменост и активизам, с протиставување на поларизацијата и промовирање на диалогот. Во претходниот дел зборувавме за лажните вести и дезинформациите, а сега ќе видиме како новите технологии ги шират и како да се заштитиме од тоа. Останете со нас. Во денешната ера на глобализација, информациите од различни видови и форми циркулираат низ медиумскиот простор со огромна брзина. Иако ова носи големи придобивки, сепак голем е и ризикот од дезинформација и лажни вести, манипулативни содржини кои брзо се прошируваат и создаваат погрешни перцепции, паника или евентуално социјално недоразбирање. Манипулативните содржини може да се во форма на фотографија, видео или аудио снимка, кои се изменети со цел да се создаде лажен наратив или да се изврти вистината. Технолошките иновации и користењето вештачка интелигенција ја олеснуваат измената на визуелните или аудиоматеријалите. Така сликите или видеата изгледаат како вистински, но всушност се фалсификувани. Например, манипулација е кога се врши додавање или отстранување на луѓе, предмети или текст во фотографии, или промена на аудиоклипови за да се презентира различна порака од оригиналната. Deepfake се смета за еден од најсериозните предизвици во борбата против ширењето дезинформации на социјалните мрежи. Злоупотребата на оваа апликација најчесто служи за нарушување на нечи имидж. Deepfake е измамничка практика во која се користат напредни технологии за да се врши аудиовизуелна манипулација. Со вештачка интелигенција се создаваат аудио и видео содржини, кои лажно прикажуваат поединци како прават и велат нешто што не е вистина. Со оваа алатка секој пред камера може да личи на кого ќе посека. Deepfake-от го скенира вашето лице и ги споредува цртите со личноста чие лице сакате да се појави наместо вашето. Ваквите манипулации се најприсутни во политиката, со цел вадење од контекст изјави на политичари. Познат е примерот со deepfake видео, на кое Зеленски ги повика украинците да се предадат. Видеото беше лажно и беше составено како алатка на руската воена пропаганда против Украина. И украинци, шановни захисники. Ова видео го обиколи светот и создаде сериозна загриженост поради потенцијалот на deepfake технологијата да шири дезинформација и пропаганда. Креаторите на овие снимки се толку вешти и умешни, што прецизно го копираат и монтираат гласот за да звучи токму како личноста која се злоупотребува. Deepfake технологијата се повеќе се користи за ширење лажни вести и пропаганди, за омаловажување на политички противници, за создавање лажни фотографии и видеа, со цел понижување или дискредитирање, за развивање измамнички шеми и слично, што ја прави сериозна закана. Најдобар начин корисниците да се заштитат е информирано и внимателно да ги користат социјалните медиуми и интернетот. Теориите на заговор се сериозен проблем во современото општество. Таква беше, например, теоријата дека преку вакцините против COVID-19 луѓето се чипираат. Оние кои ги шират ваквите лажни наративи манипулираат со јавноста, представувајќи се како заштитници на народот, а всушност шират забуни и страх, најлесно преку социјалните мрежи. Ова е особено видливо во време на кризи, како што беше COVID пандемијата, кога луѓето се најподложни на манипулација. За да се спречи ширењето на теориите на заговор, неопходно е да се подигне нивото на медиумска писменост во општеството. Уште една закана во дигиталниот простор е говорот на омраза, кој го поткопува чувството на сигурност кај граѓаните. Говорот на омраза е форма на вербална или писмена комуникација, која што изразува омраза или поттикнува насилство кон поединец или група, поради полот, расата, етничката припадност, религијата или сексуалната ориентација.
Пропаганда е тип на порака чија цел е да влијае врз мислењето или однесувањето на луѓето. Целта на пропагандата е активно да ја шири својата филозофија, односно ставовите за кои се залага. Пропаганда е системско ширење на идеи, учења и ставови преку медиумите, со цел да се влијае врз јавното мислење. Пропагандата е форма на комуникација, што користи вистините или лажни информации, за да влијае и да манипулира со мислењето, емоциите и однесувањето на луѓето. Борбата со лажните вести и дезинформациите бара сериозен напор како од поединецот, така и од сите општествени актери, вклучувајќи ги и медиумите, социјалните мрежи и институциите. Во светот па и кај нас функционираат сервиси за проверка на фактите, како значајни алатки во борбата со лажните вести. Една од најважните техники за идентификација на дезинформациите е проверката на факти. Ова подразбира користење на специјализирани алатки и веб страници, кои се фокусирани на проверка на фактите. Со овие алатки може да се потврди точноста на одредени тврдења, бројки или содржина. За препознавање на манипулациите на текстуалните вести, покрај пристапот на проверка на вестите од повеќе извори, може да се користат и веб платформите наменети за таа дејност. Такви се, на пример, FactChecked.org, PolyFact, Snopes.com, MediaBiasFactCheck.com, VeVerify.eu. И во Република Северна Македонија постои веб сервис за проверка на факти. Тоа е Вистиномер.мк. Една од најкорисните технолошки алатки за борба против лажните вести е Reporters Lab Fact Checking. На оваа локација можат да се најдат веб адреси на бројни веб платформи за проверка на факти низ целиот свет. Кога се зборува за технологиите за проверка на слики, важна компонента е проверката на метаподатоците. Метаподатоците се скриени податоци кои се наоѓаат во дигиталните датотеки, како што се фотографии или видеа, и содржат податоци за времето, местото, уредот на кој се снимени и карактеристиките на самата слика. Овие податоци се снимаат во различни формати кај различните медиски датотеки, но најчесто користат формат на метаподатоци кај дигиталните слики EXIF и се користи за дигиталните фотографии кои користат JPEG компресија. Алатки како што се EXIF Tool, EXIF Data, Photo Forensic или Gimple можат да обезбедат преглед на метаподатоците на сликите и да придонесат кон откривање на манипулирани слики. Покрај алатките за проверка на метаподатоците, со користење на алатки како што се Google Image Search, Microsoft Bing Visual Search или TinEye, корисниците можат да бараат исти или слични фотографии на интернет и да видат каде и кога биле објавени. Исто така и за откривање на deepfake се користи вештачка интелигенција. Веб платформи како The Sentinel, Sensity, DuckDuckGo, Logically, Invid Project и Hyperverge можат многу да помогнат во откривањето на deepfake содржини. Кон крајот на оваа епизода да сумираме што научивме денес. Со deepfake се создаваат аудио и видео содржини, кои лажно прикажуваат поединци, како прават или велат нешто што не е вистина. Најголемата примена на deepfake е за да се вадат од контекст изјавите на политичарите. Со тоа се создаваат фабрикувани, лажирани или извртени информации со цел манипулирање со граѓаните. Говорна омраза е форма на вербална или писмена комуникација која што изразува омраза или поттикнува насилство кон поединец или група поради полот, расата, етничката припадност, религијата или сексуалната ориентација. Борбата со лажните вести и дезинформации бара сериозен напор од сите општествени актери, вклучувајќи ги медиумите, социјалните мрежи, институциите и граѓаните. Сервисите за проверка на фактите се значајни алатки во борбата со лажните вести. Го проследивте последниот дел од видеокурсот за медиумска писменост, продуциран во рамките на проектот Младинска медиумска лабораторија, на чија платформа ќе најдете уште многу едукативни материјали од оваа област. Воедно на неа можете да го тестирате стекнатото знаење од овој видеокурс.
Следете ги содржините на Младинската медиумска лабораторија и бидете одговорни корисници и креатори на информации.